Петар Атанасов. Добро утро, господин Атанасов, бившиот заменик министар за образование, многу активен во еден период, а во последнава година, две, ако не се лажам, малку повлечен директно од политиката, но секогаш драгоцен соговорник за анализа на состојбите во македонското општество. Добро утро уште еднаш. Добро утро, добар ден. Петар, се договоривме денеска да се чуеме со мал осврт околу ова што се случуваше викендов во СДСМ. Мислам дека живееме во време кога под овие ужасни пандемиски услови, кога апсолутно сите се под извесен притисок на лошо расположение, да не кажам и некои од нашите сограѓани со здравствени компликации значителни. Па се случуваат некакви, како да кажам, спротиставени процеси. Од една страна, де факто имаме еден неверојатен демократски пробив околу начинот на кој се бира председателот на СДСМ. Прв пат во Македонија еден председател на партија го бира цело членство на слободно гласање. Од друга страна, де факто и од програмата која тој ја нуди, се гледа една прилична закоченост на некои витални процеси кои што се очекува оваа влада и пред се владеачкиот социјалдемократски сојуз да ги пробие на општествената агенда. Кој е твојот коментар за минато неделниве избори во СДСМ? Изгледа станува многу поважно што се случува во владеачката политичка партија. На желба на владеачката политичка партија СДСМ, и тоа се промовира како некаков голем политички демократски успех. Но гледаме дека ова приказна со членството на големите политички партии продолжува. Јас се сеќавам на времето кога ВМРО ДПМНЕ со својот лидер се фалеше дека има 180-190 илјади членови. Овој викенд владеачката партија се пофали со околу 70.000 активни членови, но мене ми остава впечаток, или барем погледнато од општествен ракурс, ние полека како да стануваме заложник на ова владеачка политичка партија, пред се на нивното членство, излегува дека додека ДУИ се грижи за албанците, СДСМ започнува да се грижи само за своето членство. Изгледа дека за граѓаните нема дима кој да се грижи, но да се надеваме дека не е така. Но изјавата на премиерот дека овие внатрепартиски избори нема да влијат врз персоналниот состав на владата и дава еден друг вкус и дава еден впечаток дека во втората фаза на владење големите политички партии кај нас повеќе се бават со себе. Еве, за жал и опозицијата или ВМРО ДПМНЕ пред се бави со самата со себе. СДСМ започнува да ги зацврстува своите редови, но се чини дека полека станува или се насочува кон своето членство, а ние како општество и понатаму ќе гледаме успесите на политичките партии, а граѓаните и натаму ќе остануваат незадоволни, сиромашни и ќе си одат од оваа држава. Добро, сепак за да ги ставиме работите во перспектива, во некаков контекст, каква е оценката твоја за ова што сепак се случи во смисла на избор на општи избори на председателот на СДСМ, па потоа ќе се навратиме на ова што тој председател всушност го навестува и го предлага во својата нова програма, како што ја нарекува. Што мисли сепак за изборот кој што се направи на овој нов начин во СДСМ? Може би на прв поглед изборот изгледа многу подемократски, но од другата страна додека лидерот или председателот на политичката партија ги менува и разрешува председателите на општинските организации, тука нема некаков голем баланс. Се разбира, овој избор треба да се поздрави, но јас мислам дека во сите или во тие 3-4 големи политички партии во државата се уште не владеат или не стигнале демократските процеси. Вие кога последен пат сте слушнале дека од внатре имала некаква дебата, дека некој кажал различно мислење? Во времето кога јас бев политички активен, богами имаше и големи дебати во однос на тоа за големите
потези или промени во општеството, за најавата на законите, за правецот на развој на државата, општеството. Се повеќе ќе има кјутолози околу лидерот, демократските процеси ќе мора да зајакнат натре во сите партии. Едноставно еве да само примерот со дали да се прифати една изборна единица државата. Гледате дека реакцијата на големите политички партии е кочење и немање волја да се дозволи ова една голема промена што ќе значи освежување на политичката сцена. Значи да, за поздравување е потегот, но далеку сме и од внатрепартиската демократија. Не само кај СДСМ, кај ВМРО ДПМН очигледно ја нема. Дуи се бави со историска кауза, а граѓаните и натаму само слушаат вести, а животот не станува подобар. Беше еден од принципиалните творци во тимот од неколку луѓе кои што ја создадоа оваа сега веќе се чини повеќе како девиза отколку како некаква разработена програма која се вика едно општество за сите. Тоа е голема идеја, меѓутоа идеја која што и во програмата на Заев, кој што беше реизбран практично со нов мандат, со огромно мнозинство на своите членови, како да кажем, повеќе изгледа како флоскула, отколку како спроведување на еден реален план за тоа што да се прави со општеството. Дали е ова преостра оценка или можеби преблага? СДСМ имаше и доблест, и храброст, и обид да ја канализира општествената енергија како протест против авторитарното владење на Груевски. И сето тоа во првиот период, особено 2015, 2016, 2017 година, да ги отвори вратите за сите. Но некаде 2019 година или 2020 се чини како полека само се останува на зборови или на тој слоган едно општество за сите, но немаме некаква материјална употреба, искористеност или имплементација. Исто така се создаде една стратегија во која јас учествував, Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам, кој на владата и даде голема енергија, насока во 7 области како треба да го канализира и да го спроведе овој концепт. Дали СДСМ нема веќе храброст, дали СДСМ е притисната од други приоритетни проблеми, или пак внатре во СДСМ нема доволно општествена енергија или визија да се продолжи со тој правец, јас не знам, веќе 2 години сум надвор од политиката, но јас продолжувам со своите анализи. Веќе имам 2 нови текста, еден објавен во Мон Дипломатик, македонското издание, во каде што зборувам за една поинаква политичка сцена, но очекувам и печатење на еден труд кој беше презентиран на една меѓународна конференција на Институтот за албанска култура, кој повеќе се бави со факторите на општествена интеграција и понатаму го развива овој концепт. Значи, има за што да се зборува, но политиката треба да биде храбра, треба да има визија, треба да има цел, треба да ги развива овие концепти. Ако се сведете се на партиско членство, на слогани, на проформа реформи, на бриселските форма реформи, гледаме дека не оди така. Трите големи проблеми или подрачја на државата се секогаш економија, демократија и општествена интеграција кај нас. Ако имате застој, тогаш тоа се гледа, се чувствува. Јас сакам резултати и успех на ова поле, но тешко оди. Објективните околности какви се? Тие може да се земат како некаква олеснителна околност или сепак и во вакви услови можеше и требаше да се направи многу повеќе? Пред се, мислам, се разбира на овие пандемиски услови, на овие компликации, на блокиран парламент, на многу мало мнозинство во парламентот на владеачката коалиција, која потоа ја комплицира целата агенда, ја тера на компромиси и така натаму и така натаму. Еве да го земеме, например, пописот. На секоја посензитивна етничка тема, проблем или проект се додаваат нови емоции. Например, според мене, владата направи многу голема грешка или Заводот за статистика, што одобрија во исто време да се спроведува попис во државата, но и попис во диаспората. Тоа се две различни операции кои
и не кореспондираат премногу една со друга. Па ги гледаме растрчани министрите на ДУИ, како си ја сватиле сериозно задачата, да ги попишат сите етнички албанци во диаспората, за да докажат она што секој втор албански политичар го тврди, дека албанците се меѓу 30 и 40% во оваа држава, веројатно со некоја цел за некоја една политичка визија. Во исто време, пребројањето на диаспората нема врска со политиките и законите во оваа држава. Во еден мал сегмент, но додека директорот на Заводот за статистика тврди дека ние тргнуваме во операција да ги преброиме граѓаните заради изградба на некакви политики, закони и подобрување на животот и општеството, од друга страна, пребројањето на диаспората ни се претвара во еден надпревар. ДУИ се грижи колку албанци од диаспората ќе се попишат. Повторно се разборува една етничка битка. Повторно се забораваат граѓаните. И секако дека ќе има реакција. Сега реакцијата ќе биде од страна на владата, од министрите на СДСМ, ќе одат на една патриотска платформа и агенда, дека они се грижат за македонците, дека македонците ќе бидат попишани. Например, моите податоци зборуваат, но и има пишани елементи дека во Австралија има меѓу 200 и 400 000 македонска диаспора. Ќе биде ли оваа диаспора попишана? Нека ми одговори директорот на Заводот за статистика. Или зошто не се попишуваат тие? Значи, овие две работи требаше да се раздвојат комплетно. Од друга страна, по повлекувањето или малото затишје на СДСМ во имплементација на ова едно општество, гледаме засилување повторно на таа национална платформа, каде што ДУИ навива за албанците, ВМРО ДПМН се уште спие или живее во таа патриотска агенда, а заборава да погледне во општеството и да види што има во општеството, што се случува. Знаете, политичките партии мора да се огледало на општеството. Не можете во општеството да имате мултиетничност, а во партиите да имате едно националност. И таа дилема се уште не е разрешена. Охридскиот договор само ги глорифицира и ги зголеми етнизацијата. Можам да кажам дека во делови сега имаме поголема сегрегација и нефункционалност на државата отколку порано. Значи имаме застој и не одиме напред. Знаете, Брисел не го интересира нашето општество. Интересира спроведување на законите, судството, парите, но општеството и животот е наша домашна работа. Ако не знаеме што треба да правиме, тогаш ќе бидеме повторно сведоци на ова. Што сега го имаме. Го прочитав текстот во Le Monde Diplomatique и не сум го видел овој напис што го подготвуваш на таа меѓународна конференција, но и во тој текст се реферираш и на тоа излагање. Чувствувам еден сентимент на не само разочараност, туку на известна оценка дека граѓанството ја губи битката пред народот, ако смеам така да кажам, дека еви од ова што го слушам утринава, дека се враќаме во етничките форми на размислување, дека оние сили кои што се многу моćни во македонското општество, зад кои стојат цели партиски формации како ВМРО, како ДУИ, да не ја спомнувам алијансата која што како да кажем, има комплетно една националистичка агенда главно во својата политика. СДСМ беше надежта дека можеби на тоа ќе се направи некаква контратежа и обид за реконструкција именно со ова едно општество за сите. Ќе има ли СДСМ всушност избор што да прави понатаму, или оваа оценка дека ќе се вратат кон патриотизми, ќе ги однесе на теренот да играат во тој 16-етник, каде што веројатно другите се подобри во шутирање, во дриблање на таа топка? Во овој момент во државата имаме мокни, добро организирани, богати политички партии. Од друга страна имаме незадоволни, сиромашни граѓани на кои не им се допаѓа ова што се случува. Во моите текстови последни јас апелирам дека политичката сцена мора да се гради на основа на големи политички мнозинства кои се мултиетнички. Че мора да имаме, нека бидат и левица, и десница, и центар, но политичките партии мора да работат на граѓанството, мора да ги отворат своите врати за сите во општеството. Инаку, спротивно, следење на етничката агенда, етничките тензи само ќе донесе до федерализација. Значи, Босна видовме како изгледа. Македонија има се уште доволно параметри, мнозинство и простор за сама да се изгради
својата иднина. Значи, трите се цели за кои апелирам и за тоа препорачувам да се работи на ова заедништво, а не разлики. Мораме да зачуваме единственоста на општеството, мораме да имаме политичка стабилност во државата и унитарна држава, онака како во 2001 што излезе. Значи, какви потези ќе влечат политичките партии, јас не знам. Но мислам дека повторно загубивме издив, визијата некако осиромаши, квалитетот на животот не се подобрува, проблемите не навјасаа. Еве гледаме дека пандемијата не ни иде во прилог ниту во економијата. Да, банките заработуваат пари, но граѓаните и бизнисите не одат добро. Демократијата не цвета, а општеството не ни е интегрирано. Се уште ни е сегрегирано, поделено и не се успева да се канализира. Мислам дека граѓаните се вољни, дека сакаат подобар живот, не сакаат граници, сакаат плати, но тоа политиката за жал не го возможува. СДСМ имаше голема шанса, мислам дека се уште има шанса, но не ја искористува. Наспротив нив, ВМРО-ДПМН мора да се разбуди, мора да се усогласи со ова општество од 21 и 21 век, малите етнички политички партии да не лутаат во лавиринт, туку да се определат за политики, а другите или евентуални нови политички сили апелирам да градат својата политика на мултиетничко членство, на идеолошки програми наменети за подобар живот, а не на оваа етничка карта која е навистина девастирачка. Тоа бевме сведоци ние како изгледаше пред 20-30 години. Петар Атанасов, благодарам за ова утринска интервенција во крупните агенди, бидејќи може би многу време се троши во Македонија во овие, како да кажем, дневно политички игри на блокирања, пресконференции, контрапресконференции, за разлика од неопходноста да се размислува за крупните концепти, а едно општество за сите е именно таков концепт. И може би, доколку ги вратиме тие теми со вистинска достојна дискусија за нив, ќе се пробуди и капацитетот кој го ветува дека го има владеачката партија, а не гледаме дека во практика се спроведува во некаква, дури ни оптимална, да не кажем повеќе од оптимална енергија. Се работи за секторите образование, култура, медиуми. Во овие сектори се градат новите вредности, врзовните ткива во општеството, преку реформи и промени квалитетни во образованието, во културата. Медиумите туку имаат огромна улога. Врз овие три сектори се заснема националната стратегија за едно општество интеркултурализам. Од етнички битки, од етнички расправи, од затворање во сопствените гласачки тела и етноси нема многу да имаме прогрес нити напредок. Петар Атанасов, благодарам уште еднаш.